По седми пат градскиот парк во Виница беше место за слободни луѓе, фанови подражувачи на музичкиот фестивал Слободна зона. Александар Велики, Дактили, Ки, ПМГ колектив, Пука козметика и Роботек се бендовите кои ги забавуваа виничани и гостите до ранните утрински часови. А увертира на овој настан беше промоцијата на двете книги Македонска дискографија винили и Македонска рок енциклопедија, енциклопедиски дела на авторот Тошо Филиповски, а во издание на Корпус Деликти Рекордс, книги во кои се застапени и винички групи и автори. Морам да пофалам оваа иницијатива која што Кирил Ар Софија турка со години, Слободна зона, прекрасно име пред се и пред се желба за урбанизација на простори кои што за жал низ годините помалку биле искористени и аплицирани со културни настани од било каков вид, а особено со урбани настани. Затоа ја поздравувам и сум бил сведок на многу слободни зони низ минатото. За жал се случи некој прекин од неколку години и верувам дека оваа година ова што ќе случува ќе продолжи и понатаму во иднина. Во однос на она што јас овде сум застапен како партиципиент на овој настан е енциклопедијата која што ја објавив минатата година, Македонска рок енциклопедија 63-2018 и тоа е значи по старата книга која што за жал не успеа да испромовирам во период од 12 месеци овде во Виница, ми беше навистина желба, но ете, така случај работите и ова вторава која што се појави пред непол месец дена, тоа е Македонска дискографија винили 58-2019 година, што би значило првата Македонската рок енциклопедија е приказна за 333 бендови кои што во период од 63 до 2018 функционира на просторите на географската Македонија. Авторот Филиповски со апел до локалните институции и власти од регионот да ја поддржат иницијативата за создавање регионален урбан културен центар. Мобилизираат луѓе од регионов да почнат да ги вадат своите снимки или вадат податоци за своето постоење, функционирање, работење во период од изминативе 5-6 децении и дека со заеднички сили Кочани, Виница, целиот регион, луѓето кои што во моментов се на позиции кои што можат да одлучуваат и да даваат согласности за разни работи, дека ќе се согласат со оваа моја теза идеја дека можеме Источна Македонија да направиме и особено овој регион, значи да го направиме како урбан културен центар на Македонија. Значи место кај што луѓето од цела Македонија ќе сакаат да дојдат во одреден период од годината, па и во целата година да дојдат да уживаат во вистински културни вредности. Музичкиот репертоар од одбележувањето на Слободна Виница кулминираше со еден од најмасовно посетените концерти досега во Виница на рок групата Црвена јабука.